Ало, токму на линија ние кажувавме, еве поздрав до слушателите во Сиднеј, во Перт на линија го имаме никој друг туку нашиот Тоше Фраевски. Тоше, добре ни дојде во Перт и здраво живо. Добре, најдови фала ша ме зафалите, така многу за концертите стварно беа одлични, некни во Сиднеј и вчера во Мелбурн беше совршено, значи беше максимално добро, подобро не можеше да биде. А сигурно и вечера ќе биде добро, само ми треба малку да се одморам, ден за ден се најде овие 3 концерти, стварно беше тешко да се издржи. Ама кога се сака и кога публиката пренесува таква енергија како што се случи изминативе 2 дена, се може да се издржи. Па јас искрено, еве, многу ние сакаме прашања да ви поставаме уште еднаш, добре дојдовте овдека во Перт, меѓутоа јас искрено ти кажам, пошто овде сме ние во студиото, така со нетрпение ве очекуваме, мислев дека ќе пристигнете овде или немате можност, можеби Тоше? Не знам каква е организацијата, морам да ги прашам луѓе околу мене заради тоа што само што стигнав. Да. Ама најверојатно веројатноста е најголема дека ќе одам да се одморам директно од овде за да ги оправдам очекувањата вечер. Значи би требало да каснеме само на кратко да собериме душа заедно со бендот, пошто сме стварно сите многу уморни и мора да се одмориме максимално за да бидат оправдани очекувањата вечер и грлото да се одмори и јас физички да се одморам за да биде вечер максимално добро на концерт. Тоа е најбитно, јас мислам. Добро, Тоше, секако ние чекавме те и кажувавме долго време, дојде и тој долго очекуван концерт овдека. Информациите кои ни доаѓаат од Сиднеј и Мелбурн, како што кажуваш и самиот, дека се огромни, значи беше посетено ќе биде и вечерва. Се надеваме дека голем број на обожавателки денеска на аеродром беа присутни таму, но доколку не беа, затоа што не бевме сигурни за вашето доаѓање, тоа се чуваше во тајност. Вечерва ќе има голем број. Дали ќе одвоите некако 10-15 на минути за обожавателките овдека вечерва во Македонскиот културен центар Илинден? Се разбира, ќе бидам таму, ќе биде во координација со менаџерката моја Лиљана Петровиќ, јас ќе бидам на стендбај, значи за тоа сум дојден да се дружам со македонците, да ни биде убаво и така и ветив, да се забавуваме, да се дружиме до максимум, значи да има емоции многу вечерва, а ќе има, како што имаше во Сиднеј и во Мелбурн, така ќе има и вечерва во Перт. Тоа што знам дека има македонци кои се зажелени за македонска музика за мојата, а и за македонска традиционална музика, која во секој случај ќе биде изведувана вечер. Јас искрено, да. На македонското фолклорство ќе бидат изведени вечер од моја страна и страна мој бенд. Посебно ме радува што ја спомнавте македонската традиционална музика, еве јас сум обожавател на таа музика. Јас еве не сакам да ви го одземам вашето време затоа што ве разбирам навистина на вас, на сите како екипа ви треба одмор, па Тоше еве да ви посакам добро да се одморите овдека и со една обновена енергија да се видиме ова вечер. Се разбира, одморете се и вие добро до концертот, пошто сигурно ќе ви треба и снага, одморете се. Да. Захтевен сум јас, кога е публиката во прашање, сакам да биде погласна од мене, а слушам дека има добро озвучување, така што ќе треба силно да се потруди за да ме надвикате вечер. Па ќе има такви, да. Максимално. Да. Премете се до вечер и да уживаме неколку часа да уживаме заедно. Добро, Тоше, уште еднаш до слушање и до видување вечерва во 20 часот во Македонскиот културен центар Илинден. Здрави, живи да се, одморете се и се гледаме вечер. Се гледаме, пријатно довидување. Ајде, чао. Чао.